Представниците на источниот и югоисточниот пански регион денеска официјално не конкретизира дали ќе конкурираат за изградба на авантуристички парк во викенд населбата Суви Лаки на Огражден. Не смееле да ги кажуваат предлог проектите во оваа фаза од постапката. Гизрет преку Европската унија одобрува 60.000 евра за реализација на меѓурегионален проект. Првиот човек на источниот регион, Драгица Здравева, единствено потврди дека заедничкиот проект ќе биде за одржлив туризам. Во меѓурегионалните проекти може да се финансираат само два од средствата кои што ќе бидат преку ГИСРЕД програмата, а се од страна на Европската унија. Останувате на оној проектот Штип центар за алтернативен или авантуристички центар или авантуристички парк на локалитетот Суви Лаки или? Нема да ви откриеме идејата, бидејќи навистина треба најнапред да се изјаснат советите, меѓутоа остануваме идејата да биде од областа на одржлив развој на туризмот помеѓу двата региона. Значи она што ги поврзува двата региона и што ќе биде бенефит и за жителите, а и во целина за Република Македонија. Двата региони и на работилниците во Штип и во Струмица разгледуваа повеќе идеи, но биле едногласни дека треба да се настапи со проектот Авантуристички парк. На денешната средба биле разгледувани можни проекти со кои ќе се конкурира пред програмата на ГИСРЕД, како и за регионални проекти. Не само меѓурегионалната, туку и регионалната соработка. На овој повик од страна на ГИСРЕД со средства од Европската унија има две мерки застапени. Едниот е регионален дел, каде што ќе аплицираме ние како центар со регионални проекти, а другиот дел е меѓурегионалниот, затоа се тука и моите колеги од Источен регион, заеднички да ги разработиме тие идеи кои што ги започнавме минатата недела на работилница во Штип. Суви Лаки како туристичка населба ги спојува двата региона. Како локација се наоѓа во источниот, а најмногу викенд куки имаат жителите од югоисточниот регион. Од таа причина, двата региона се одлучиле на овој проект кој ќе биде насловен како Авантурите на Огражден.